Добар ден, ученици! Добродојдовте во училница по предметот Работа со компјутери за четврто одделение. Јас сум наставник Ивана Крстевска од Основното општинско училиште Димитар Миладинов од Скопје. На овој час ќе се запознаеме со апликативниот софтвер. Целта на овој час ни е да знаеме што е апликативен софтвер и зошто служи, и да правиме разлика помеѓу оперативен систем и апликативен софтвер. А сега малку да повториме за компјутерскиот систем. Знаеме дека секој компјутерски систем се состои од машински дел или хардвер и програмски дел или софтвер. Значи, основни компоненти на еден персонален компјутер се хардверот или машинскиот дел и софтвер или програмскиот дел. Хардверот или машинскиот дел представуваат сите оние делови кои можат да се допрат и видат од компјутерот. Тоа се монитор, куќиште, тастатура, звучници, меморија, CD, CD-ROM, глувче, принтер, модем, ласерски печатач, дискетна единица и други. Што е софтвер? Сите програми инсталирани во компјутер сочинуваат програмски дел или софтвер. Програмите ги контролираат сите процеси во компјутерот од почеток до крај. Функционалноста на еден компјутерски систем зависи од квалитетот на хардверот, но многу повеќе зависи од софтверот. Сега ќе се задржиме, повеќе на програмскиот дел или софтверот. Софтверот може да биде или се дели на системски софтвер и апликативен или кориснички софтвер. Системскиот софтвер го сочинуваат оперативен систем и други контролни и управувачки програми. Оперативниот систем е збир на програми кои му возможуваат на корисникот работа со компјутерот и прв се стартува по вклучување на компјутерот. Оперативни системи се Windows, Mac, Linux, а најстариот оперативен систем е оперативниот систем DOS. Сега, за да постигнеме целта на овој час, поконкретно ќе се запознаеме со апликативниот софтвер. Што е апликативен софтвер и зошто се користи тој? Апликативниот софтвер се користи за извршување на точно определена задача. Такви се едукативни софтвери, канцелариски софтвери, деловни софтвери. Во апликативен софтвер спаѓаат различни видови програми наменети за пишување на текст, за цртање, пресметување, забава, работа на интернет и така натаму. Апликативниот софтвер уште се нарекува и кориснички софтвер. Како ги стартуваме апликативните програми? На нашиот десктоп, односно на мониторот, имаме вакви икони, преку кои што со лев клик 2 пати на маусот пристапуваме до програмата. Во апликативните програми спаѓаат програми за обработка на текст, Word, Notepad, WordPad, Writer и други. Ние најчесто работиме во програмата Word, во која што пишуваме или уредуваме текст, во која што можеме да вметнуваме слики, табели, да ги уредуваме и така натаму. Потоа имаме програми за работа со табели. Такви се Excel, Calc, Lotus и уште многу други.
Потоа имаме програми за обработка на слики и цртежи. Тоа се Paint, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator и други програми. Ние најчесто ја користиме програмата Paint, по која што цртаме, боиме, вметнуваме символи, вметнуваме форми и уште многу други работи. Потоа имаме програма за изработка на презентации. Таква е PowerPoint програмата, Impress, Flash, но ние најмногу ја користиме програмата PowerPoint. Потоа следуваат програми за обработка на звук и видеозаписи или мултимедија. Тука се програмите Windows Media Center, Power DVD и уште многу други. Потоа доаѓаат програми за работа со интернет. Такви се Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera. Како и програми или игри кои што ни служат за забава. Тука спаѓаат и нашите омилени игри. Counter-Strike, FIFA, Fortnite, за кои што знам дека вие обожувате да ги играте. Сега за да повториме за компјутерскиот систем и за апликативниот софтвер, ќе ви зададам една задача. Маја и Самир имаат домашна задача која треба да ја изработат на компјутер. Нивните компјутери работат на оперативниот систем Windows. Маја има задача да напише текст. Таа го користи програмот Word за пишување и уредување текст. Самир има задача да изработи презентација по програмата PowerPoint. За да ја изработи својата презентација, тој пребарува слики и податоци на интернет. Затоа ги користи интернет пребарувачите Firefox и Internet Explorer. Тие изработените задачи ќе ги зачуваат во датотеки и папки. По завршувањето на своите задачи, тие ќе ги играат своите омилени игри на компјутер. Кои се вашите омилени игри, деца? Ви благодарам на вниманието и останете ми во добро здравје.